Почитувани, владата на СДС пред само една недела се жалеше дека има пренатрупаност во администрацијата. Но затоа, тоа не важи за целиот Сорос сектор, новинари блиски до СДС и нивните партиски членови кои добија работни места. СДС и ЗАЕВ ги вработија сите оние кои изминатиот период најдрско и најплукачки го напаѓаа раководството и владата на ВМРО ДПМН. Но исто така и продолжува практиката СДС во владата да вработува и новинари кои се блиски до нив. Новинарот Зоран Бојаровски е дел од новиот тим на министерот Роберт Поповски. Бојаровски беше дел од тимот на А1 телевизија и дел од тимот на МИМ, кој е финансиран од Сорос. Предходно, на истиот принцип беше вработена и Катерина Цаневска-Арсовска во општина Центар од страна на Жерновски. ЗАЕВ во владата на СДС ги вработи и Бојан Маричик од невладината за европско образование, сопруг на поранешната пратеничка Маринела Тушева, Дане Талевски од Институтот Прогрес, Маријан Заборчанец од МОВ. Сите тројца се вработени како високи советници на новиот премиер ЗАЕВ. Ниту министерот Алагјозовски не го интересираше наводната пренатрупаност во администрацијата, па и тој вдоми неколку истакнати активисти на Сорос и СДС. Новинарот Петрица Рачини, кој по потреба е и дел од невладината Цивил и МИМ, институтот е советник во Министерството за култура. Никола Наумовски, братучедот на Шекеринска од Распеани Скопјани, е нов вработен во Министерството за култура. Петар Арсовски, кој го напаѓаше проектот Скопје 2014, исто така е нов вработен во Министерството заедно со Ѓунер Исмаил, кој сакаше дислокација на спомениците. Бранимир Јовановиќ од Шарената револуција е новиот советник во Министерството за финансии. Но она што уште полицемерно е новиот оглас за вработување на 13 посебни советници во владата на Република Македонија со плата во висина од 36.873 денари. Ваквиот оглас доаѓа откако пред само една недела Рашковски и Манчевски тврдеа дека јавната администрација се соочувала со превработеност. Очигледно, тоа важеше само една недела. СДС изминатиот период во обид да ја манипулираат јавноста, прикажувајќи ја предходната влада како неодговорна и расипничка, која создала превработеност, се фатија во сопствената лага. Сите лаги на СДС и ЗАЕВ пропаднаа во вода. На лицемерието на СДС му нема крај.